Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Граѓаните на Кочани се задоволни од подобрувањето и одржувањето на комуналната хигиена на јавните простори во градот, но бараат да се постават нови корпи за отпадоци и на местата каде што ги нема. Најголема забелешка има за просторот покрај кејот на реката од плоштадот кон локалитетот Бавчалук. Општа оценка на граѓаните на Кочани е дека во изминатите 10 месеци е подобрено одржувањето на јавната хигиена на улиците, тротоарите и другите јавни површини. Сепак, најчестата забелешка е оти има недостиг од комунална опрема, односно канти и корпи за отпадоци, особено на пофреквентните места во централното градско подрачје. Со последната набавка на ваква опрема, за што Водовод склучи договор со фирма од Штип, предвидено беше да се обезбедат 30 метални корпи со држачи и механизми за празнење. Дел од нив се наменети како замена на искрашените или дотраени корпи. За останатите, граѓаните со право бараат да се постават покрај кејот на реката, на локацијата од плоштадот кон локалитетот Бавчалук. Нема и кантите, има канти, луѓето ќе стават у кантите. Треба хигиената да се подобро, за сите подобро. Секој деца тука има градинка, нормално дека треба да има канти за отпадоци. Преко 50 метра би требало да има канти, да се подобре хигиената. Фрлат мушами, фрлат друго, ако има канти, ќе фрлу кантите. Луѓето дека сака таму и фрлат. Некој има културни, донасат по контейнери таму, некој тупне на улицата и бега, заврши се работа. Граѓаните ја поздравуваат одлуката да се отстрани контейнерот што беше лоциран пред основното училиште Раде Кратовче, со што е избегнато на тамошното создавање дива депонија во речното корито во негова близина. Сепак, поради неодговорниот однос на поединци, отпадоците повторно се фрлаат на оваа локација. Затоа неопходно е да се постават уште неколку канти, рекоа анкетираните соговорници. Годинава за набавка на комунална опрема, односно за контейнери, канти за отпадоци и придружна опрема, од комуналното јавно предпријатие Водовод беше планирано да се потрошат околу 1.800.000 денари. По завршената тендерска постапка, цената е намалена и таа е пониска за околу 250.000 денари. Општина Кочани упати јавен повик до жителите на селото Грдовци да присуствуваат на собирот на граѓани, на кој ќе се избираат органи на местната заедница. Можност да учествуваат во изборот ќе имаат сите лица со право на глас. Граѓаните чие место на живење според лична карта е во селото Грдовци можат да учествуваат во изборот на новите органи на нивната местна заедница. Со оглед што мандатот на досегашните им е истечен, законска обврска е да се изберат други членови кои ќе ги застапуваат интересите на жителите на ова населено место пред органите на локалната и државна власт. За да се реализира изборот на органите, досегашниот совет на местната заедница и нејзиниот претседател во соработка со општината организираат граѓански собир. На состанокот можат да учествуваат жителите на Грдовци кои имаат право да гласаат на избори. За да се утврди нивниот идентитет и местото на живење, неопходно е со себе да понесат и важечка лична карта. Собирот ќе се одржи во Домот на културата во Грдовци на 7 август со почеток од 20 часот. Изборот на новите органи во местните заедници беше актуелно прашање во изминатиот период и слични собири веќе се одржаа во повеќето од населените места, при што се утврдени членовите на новите органи на местната самоуправа. Се очекува слични собири да се одржат за сите местни или урбани заедници, каде мандатот на досегашните членови на управните органи им е истечен. Клубот на млади при Општинската организација на Црвен крст Кочани оваа година го реализира традиционалниот младинско-едукативен летен камп на локалитетот кај Дабот во село Бели. Младите волонтери се едуцираат за укажување прва помош и спасување живот. Од 25 до 27 јули во местноста кај Дабот во село Бели, Општинската организација на Црвениот крст од Кочани во соработка со другите општински организации од Македонија спроведува младинско-едукативен камп за млади волонтери. На кампот се присутни 9 општински организации на Црвениот крст од Македонија и околу 35 волонтери гости на кампот. Ова година кампот ќе биде на тема прва помош. Првата помош всушност представува еден вид на техника која ние на овој камп ќе ги едуцираме младите волонтери со цел тие подобро да ги научат техниките за укажување на прва помош, бидејќи таа представува една од главните елементи при укажување на прва помош во ситуации кога имаме загрозени лица.
поради тоа лекари ќе ги држат предавањата, а младите волонтери преку вклучување во разни вежби, дискусии, повеќе ќе стекнат вештини, знаење и практики со цел укажување на прва помош. Оваа година со темата Првата помош спасува живот се става фокус на младите кои имаат бенефит од првата помош и може да дадат прва помош на нивните врсници, семејства и заедници кај што живеат. Едукативниот камп има за цел да се прошири знаењето за прва помош на пошироката публика и да се потенцира важноста од подготвеноста и опременоста да се спаси човечки живот при незгода или итна состојба. Кочанската полиција поднесе кривична пријава против 4 лица од Штипско за извршено насилство над жител на селото Борилчево. Настанот се случил пред околу 1 месец, а по идентификувањето на напаѓачите против нив е постапено според законските одредби. 4 лица од Штипско заработија кривична пријава од Кочанската полиција затоа што се однесувале насилно, односно физички нападнале 19-годишно момче од Борилчево. Од Министерството за внатрешни работи потврдуваат оти напаѓачите се откриени и идентификувани, а против нив е поведена соодветна законска постапка. Според информацијата што е објавена и на полицискиот билтен, надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани поднела кривична пријава против 23-годишниот НП од Штип, 40-годишниот БТ и 24-годишниот БТ и двајцата од селото Козјак, општина Карбинци. Исто така пријава е поднесена и против 37-годишниот ОД од Карбинци. За сите нив постојат основи на сомневање дека сториле кривично дело насилство. На 15 јуни годинава околу 19 часот четворицата пријавени дошле на крстосницата помеѓу селата Кучичино и Борилчево, каде го пресретнале 19-годишниот БД од Борилчево. Веднаш започнале вербална расправа, пошто и физички го нападнале во присуство на неговите пријатели. Во инцидентот оштетениот се здобил со телесни повреди, а случајот е пријавен во полиција. По комплетирањето на постапката донесен е заклучок дека станува збор за насилен акт, заради што е и започната кривичната постапка против напаѓачите. И покрај топлата зима која што ја имавме оваа година, мирна е состојбата во однос на појавата на боровиот четник врз шумските појаси. Тоа го условува ниските температури во претходните зими, кои придонесува до негово намалување. Шумското стопанство Согово е во фаза на правење анализа и регистрација на масовноста, со цел да се види дали има потреба од заштита и авиотретирање на боровите насади. Годинава имаме една умерена присутност на појава на боровиот четник, покажуваат анализите на шумското стопанство Согово. Поради релативно топлата зима која што ја имавме, на околу 800 хектари под борови насади со кои се пошумени голините околу Кочани и во повисоките реони на Осоговските планини, им се заканува уништување од болеста боров четник. Но претходните ладни зими условија едно поголемо намалување на бројот на боровиот четник, истакна од шумското стопанство Согово од Кочани, кои што будно ја следат состојбата со овој штетник. Тоа значи дека имаме сега едно мирно, така да го речем, умерено присутност или појава на овој четник, кој во ваков број сметаме дека нема да направи некои поголеми штети во текот на 2018 година. Меѓутоа, еве и сега, во овој период, заедно во соработка со професорот од катедрата за заштита на Шумарскиот факултет, направивме еден теренски увид на целиот наш терен. Поставивме одредени ловки, така наречени, кои ќе ни дадат први резултати за нивната сегашна во овој период присутност на самиот терен. Боровиот четник најмногу се задржува на црниот бор, кој што е и во најголема мера застапен кај нас во заштитните појаси.
Нападнатите борови стебла и гранки со боров четник за кратко време се сушат и може да дојде до пропаѓање на целото стебло. Кога има масовна пренамноженост на боровиот четник, истиот нанесува големи шумски штети. Единствен начин за заштита од болеста е авионското третирање со заштитни средства. Последно вакво третирање во нашиот крај е направено во 2010 година. Третирањето обично се прави на есен, кога гасениците на боровиот четник се во нивниот прв степен на развој, додека не се сместат во нивните заеднички гнезда. Ако имаме една масовност, понатаму, ако продолжи преку нивни биолошки развој, они обично снесуваат јајца. Ние ги преследуваме таа појава и ако почувствуваме дека таа бројност, нивна застапеност ќе биде многу поголема, значи имаме можност, пошто веќе владата има издвоено средства за заштита од боров четник и сметаме дека и нашето подрачје ќе добие од тие средства за заштита ако дојде, ако анализите ни покажат дека треба да се третира. Шумското стопанство Согомо од Кочани во соработка со катедрата за заштита од Шумарскиот факултет и со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство обично ги наблюдуваат, стручно ги анализираат стеблата, се регистрира масовноста и се прави стратегија за отстранување на штетникот ако за тоа има потреба. Секое задоцнување на третирањето би значило губење на делови на заштитните насади. Управата за јавни приходи летово со засилени контроли во туристичките центри. Ке се контролира издавањето на фискални сметки, регистрирањето на готовинскиот промет во угостителските објекти, но и оние за малопродажба. Од тука се апелира на даночна дисциплина. Управата за јавни приходи летово со засилени контроли во туристичките центри, како што најавуваат од регионалната дирекција во Штип. Почесто ќе се контролираат угостителски и малопродажни објекти, каде инспекторите ќе го контролираат финансиското работење, издавањето на фискални сметки и регистрирањето на прометот. Целта е да се спречат финансиски малврезации со потенцијален даночен ризик во одредени дејности, а посебно активни во екот на туристичката сезона. Управата за јавни приходи активно ја следи даночната дисциплина кај сите даночни обврзници, посебно ставајќи акцент кај даночните обврзници во туристичките места. Овие даночни обврзници, како и лицата кои што се позиционирани на патните правци, се предмет на засилен мониторинг од страна на вработените во Управата за јавни приходи. Затоа апелираме даночните обврзници редовно да ги подмируваат даночните обврски и се со цел да се зголеми даночната дисциплина, да не дојде до даночни и прекрешочни постапки кои што би влијаеле на угледот на бизнисот. Затоа навременото и уредното плаќање на обврските е предуслов за создавање на еднакви услови на пазарот и локална конкуренција. Од Управата за јавни приходи апелираат даночните обврзници да го регистрираат прометот и да издаваат фискални сметки. Во спротивно може да се соочат со последиците како плаќање на високи парични глоби и забрана за вршење дејност. Навременото и уредно плаќање на даноците, подсетуваат од УЈП, е предуслов за создавање на еднакви услови на пазарот и лојална конкуренција. Следува информацијата од спортот. Македонската младинска кошаркарска репрезентација се подготвува за Европското првенство во кошарка од Б дивизијата за кошаркари до 18 години, што ќе се одржи во Скопје. Како член на македонската репрезентација на првенството ќе учествува и кочанецот Андреј Данилов. Македонската селекција за кошаркари до 18 години ги заврши подготовките за настапот на Европското првенство од дивизијата Б, чиј домакин е нашата држава. Од 27 јули до 5 август Скопје ќе биде домакин на најдобрите 20 на младински репрезентации. Како член на македонскиот репрезентативен состав е повикан и кочанецот Андреј Данилов. Во изминатите 2 месеци тој заедно со своите клубски колеги тренираа во Скопје и во Маврово, а имаа и 2 пријателски надпревари со селекцијата на Турција во Истанбул.
Освен тоа, на турнир во Скопје одиграа контролни надпревари со младинските репрезентативци на Бугарија, Австрија и Романија, при што забележаа 3 победи и го освоија првото место. Како завршница на подготовките за Европското првенство, Данилов заедно со кошаркарите на македонската репрезентација минатата недела одиграа 2 надпревари во Софија против своите бугарски врсници, при што и во двата настапа извојуваа победи. Надпреварите од престојното Европско првенство во Скопје ќе се играат во спортско-рекреативниот центар Кале, во двете сали на спортскиот центар Јане Сандански, како и во ВИП арената на спортскиот центар Борис Трајковски. Вклучувањето на Данилов во државната младинска репрезентација е големо признание за неговиот квалитет. Тој и досега ги бранеше репрезентативните бои, при што пред 2 години учествуваше на Европското првенство во Бугарија за кошаркари до 16 години. Почитувани, временската прогноза е последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.